Штрајкот во училиштата и градинките во Североистокот продолжува. Од регионалниот одбор на Синдикатот за образование, наука и култура задоволно информираат дека исто како и од првиот ден и втората недела од штрајкот протестираат 95% од образовните установи на ниво на регионот. Нагласуваат дека не штрајкуваат основното училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка и градинката Царка Андреевска од Кратово, но укажуваат дека во дел од општините се забележани одредени притисоци на нивни членови кои се дели од политички партии, а се без решение за вработување, им бил поставен ултиматум да го прекинат штрајкот или да излезат од партијата. Во локалните самоуправи Куманово, Старо Нагориче, Ранковце и Липково од страна на политичките партии за сега немам притисоци. Притисоци имаме во Крива Паланка, во средното училиште, гимназијата Ѓорче Петров, и продолжува несмалениот притисок во градинката Детелинка во Крива Паланка. Притисоци во регион Куманово, притисок во Куманово е извршен вчера, во текот на вчерашниот ден, од страна на директорката на Државно средно училиште, регионален центар за обука и образование Киро Бурнас од Куманово, со цел да ги раздели штрајкувачите во две смени, како би го полесно штрајкот прекинале. На реакција на вработените, директорката се повлекла. Сега хронолошки редот не го знам, дали прво е направен обид во Киро Бурнас или потоа во средното училиште Перонаков. Истата директорка е покушала да се стави во координатор на средните училишта во град Куманово со цел да ги организира и да ги подели штрајкувачите во две смени, што е одбиено од страна на директорите. Директорката на Киро Бурнас за Телевизија Плюс вели дека имало само консултација дали штрајкот да се одвива во две смени, но не и притисок. На почетокот на втората недела од штрајкот на наставниците остваривме средба со претседателот на штрајкувачкиот одбор при училиштето за да се договориме дали поради новонастанатата состојба со преговорите има потреба штрајкот да се одвива во две смени. Исто така направивме консултација и со други училишта од општината за да ги усогласиме ставовите. Одлука на учесниците во штрајкот е непроменита, односно штрајкот да се одвива во една смена и тоа се почитува без никаков притисок. Секоја друга изјава е неточна и невистинита, вели во одговорот директорката Весна Трајковска. Штрајкот во останатите училишта и градинки во Куманово се одвива непречено, велат од СОНГ, кои изразија благодарност до родителите за поддршката што ја добиваат. Мора да изразам искрена благодарност до сите родители и нашите ученици за несебичната поддршка што ни ја испраќаат со неиспраќањето на дечињата во училиштата за да извршат притисок врз нас. Искрена благодарност. Со тоа не потикнуваат да издржиме во овој наш штрајк кој е подигнат од никакви други освен социјални причини. Од СОНГ дополнуваат дека досега не се регистрирани обиди за испраќање заменски наставници.